Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер за економија. Покрај до прецизирањето на одредбите во делот на енергетската ефикасност, кои се однесуваат на постапките поврзани со градење и реконструкција на згради, објекти и спроведување на испитите и за стекнување на соовластување за енергетски контролор, на одредбите кои се однесуваат на полагање на испити за стручна оспособеност на ракувачи на енергетските уреди и постројки, одредбите кои се однесуваат на изработката на енергетскиот биланс, со предложеното изменување на Законот за енергетика се врши до прецизирање на одредбите во делот на усогласување со вториот пакет директиви од внатрешниот пазар на природен газ. Воедно со предложеното изменување на Законот за енергетика се врши одлагање на рокот за целосна либерализација на пазарот на електрична енергија. Така со член 1 од предложениот закон се утврдува енергетскиот биланс наместо 5 годишен да биде едногодишен. На иницијатива на Регулаторната комисија за енергетика со член 2 од предложениот закон се менува членот 8 став 5 заради следните причини. Со постојниот закон за енергетика се имплементираат одредбите од вториот енергетски пакет, особено во делот на функционалното раздвојување на вертикалното интегрирање на компании, а постојното законско решение не овозможува спроведување на одредбите од член 5 став 4 и 5 од Законот за енергетика. Со ова со што се оневозможува примената на правилата на пазар на природен газ. Исто така, доколку се примени постојното законско решение, тогаш Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија е должна да издаде лиценца за снабдувач со природен газ пред стапување во сила на постојниот закон за енергетика, а не на актуелниот носител на лиценца за снабдување со природен газ на тарифни потрошувачи приклучени на системот за пренос на природен газ МАК Петролпром Газ Доел Скопје, кој што има добиено лиценца по стапување во сила на Законот за енергетика. Ова би предизвикало оневозможување на примената на Законот за енергетика, односно на принципите на функционално раздвојување кои произлегуваат од вториот пакет директиви за внатрешен пазар на енергија. Со членот 3 од предложениот закон се утврдува дека енергетскиот биланс е индикативен плански документ во кој се прикажуваат вкупните годишни потреби на енергија и потребите од поединечните видови на енергија, како и можностите за нивно задоволување од домашни извори и увоз во контекст на усогласување со дефинициите на Евростат заради прецизно планирање. Со овој член се бриша ставовите 3, 4 и 5, со што енергетскиот биланс ќе го изготвува Министерството за економија како предлагач. Со членот 4 на иницијатива на Регулаторната комисија за енергетика во членот 19а се уредува вработените во Регулаторната комисија за енергетика кои вршат помошно-технички работи да имаат статус на помошно-технички персонал. Ова прашање досега не беше уредено, а со измените и за овој персонал во Регулаторната комисија за енергетика би се применувале општите прописи за работни односи. Со членот 5 се уредува задолжувањето на инвеститорот кон барањето за издавање на одобрение за градба да приложи потврда за минималните барања за енергетска ефикасност кои се содржат во основниот проект и се во согласност со минималните барања за енергетска ефикасност утврдени во правилникот за енергетски карактеристики на зградите и се прави унапредување на текстот на законот од технички карактер. Потврдата ќе издаваат трговци, поединци или правни лица кои имаат лиценца за вршење на енергетска контрола. Министерот за економија со подзаконски акт ќе пропише максималната висина на доместокот за издавање на потврдата и воедно со правилникот за енергетските карактеристики на зградите ќе пропише содржината на потврдата која ќе издаваат лиценцираните субјекти за енергетска контрола. Со член 6 се врши до прецизирање на одредбите кои се однесуваат на издавање на овластување на енергетски контролор, при што се доуредува еден од условите да е посетување, обука и за енергетски контролор, за што ќе се издава и последно уверение.
Исто така се допрецизира и спроведувањето на основната обука и обуката за усовршување на енергетските контролори, а се определува Министерот за економија да ги пропише формата, содржината и начинот на издавање на уверенијата за завршени обуки за енергетски контролори. Со членот 7 се допрецизираат условите, се воведува обврската при полагање на испит за енергетски контролор, кандидатот да прикаже уверение за успешно завршена обука и за енергетски контролор, а воедно се усогласува и условот за работното искуство за потребите од полагање на испит при издавање на овластување за енергетски контролор. Во членовите 8, 9, 10, 11, 12 и 13 се допрецизира вториот дел од испитот за енергетскиот контролор. Морам да поменам дека со измената од членот 137ј се уредува врската за зголемување на бројот на прашањата за полагање на испитите за енергетски контролор. Со членот 14 се определува за нови згради и градежни единици, како и за згради и градежни единици кои биле предмет на значителна реконструкција, сертификатот за енергетските карактеристики на зградата да се издава врз основа на податоци од основниот проект, проектот за изведена состојба, одобрението за градење, како и визуелната контрола на зградата. Исто така, определено е трговците поединци или правните лица кои поседуваат лиценци за вршење на енергетска контрола да наплаќаат надоместок за извршената енергетска контрола и за издавање на сертификатот за енергетските карактеристики на зградата за новите згради и градежните единици, како и за згради и градежни единици кои биле предмет на значителна реконструкција. Максималната висина на надоместокот за извршената енергетска контрола ја пропишува владата на предлог на министерот за економија, а максималната висина на надоместокот за издавање на сертификатот за енергетските карактеристики на зградата ја пропишува министерот за економија. Во членот 15 се уредува владата на предлог на министерот за економија да ги донесе уредбата за повластени тарифи за производство на електрична енергија и одлуката за вкупната инсталирана моќност на електроцентралите кои користат обновливи извори. Со членот 17 се однесува на полагањето на испитот за ракувачи со одделни видови на енергетски уреди и постројки, а во членовите 18, 19, 22, 23 се предлагаат заради следното: договор за основање на енергетска заедница е ратификуван од Собранието на Република Македонија со закон за ратификација на договорот за основање на енергетска заедница уште во 2006 година. Во членот 10 од законот за ратификација на договорот поврзано со анекс 1 е утврдено дека сите потрошувачи освен домаќинствата се стекнуваат со статус на квалификувани потрошувачи почнувајќи од 1 јануари 2008 година, а почнувајќи од 1 јануари 2015 година квалификувани ќе бидат сите потрошувачи, вклучувајќи ги домаќинствата. Немам многу време за да го елаборирам се тоа, но ќе напоменам на крај дека со пристапот кој што е предложен во овој закон се овозможува да има фазно зголемување на цената за домаќинствата и да се избегне нарушувањето на ликвидноста на станувачите во крајен случај. Доколку станувачот нема ликвидност, не ќе може да ги подмири обврските кон АД-Елем и АД-Мепсо, со што може да дојде до нарушување на сигурноста во снабдувањето со електрична енергија и паѓање на целиот систем. Во предлог на законот се воведува, како што кажа, фазно отварање на пазарот согласно потрошувачката на електрична енергија по потрошувач во годината која претходи на годината во која потрошувачите може да се стекнат со статус на квалификуваност, односно да избираат своји снабдувачи. Со членот 20 се дава одложена примена на дел од одредбите од овој закон, а обврската за издавање на потврда кон барањето за издавање на одобрение за градба ќе важи од 1.1.2015 година, а истата нема да се однесува на започнатите постапки за добивање на одобрение за градба пред 1.1.2015 година. Со членот 21 се уредува министерот за економија во рок од не подолго 3 месеци да ги донесе подзаконските акти со кои ќе се пропишат максималната висина на надоместок за издавање на потврдата за исполнетост на минималните барања за енергетската ефикасност од основниот проект,
максималната висина на доместокот за издавање на сертификатот за енергетски карактеристики на згради, за нови згради и градежни единици, како и за згради и градежни единици кои биле предмет на значителна реконструкција и максимална висина на доместокот за извршената енергетска контрола. Благодарам.